Експерти и стручни лица од областа на комуникациите за креирање стратегии кои активно учествувале и биле дел од најголемите успеси на американскиот претседател Барак Обама соработуваат и помагаат на владеачката ВМРО ДПМН, пишува Република. Станува збор за луѓе со силна репутација и значајни достигнувања во своите кариери кои важат за најдобри во својата област во САД. Држава која е една од водечките во светот кога станува збор за овој тип кампањи и подставување на стратегии за действување. Дел од тимот, како што пишува Република, бил и извршниот директор на Демократската партија на Барак Обама, кој повеќе од 4 години е нова опозиција. Тој е еден од основачите на платформата стратегии на 50-те држави, која донесе огромни успеси во 2008 година, поставувајќи основата за историската победа на Обама на претседателските избори. Во овој тим и експерт кој го советувал Обама во неколку клучни моменти, особено за одлучувачките чекори во победата на Обама во Флорида, која му ја донесе и победата на претседателските избори. Овој тип на експерти, како што пишува Република, работеле или работат на кампањи за светскиот магнат Google, најголемиот светски настан Оскарите и редица други такви настани. Ова се истите луѓе што ќе организираат и водат Демократската национална конвенција во Филаделфија следната 2016 година, на која Демократската партија официјално ќе го номинира својот кандидат за претседател на Америка. Изворите на Република откриваат дека во тимот има и повеќе лица од изборниот штаб на американскиот претседател Обама, кој се смета за еден од најорганизираните штабови. Соработката со ВМРО ДПМН ќе биде исто така со републичкиот изборен штаб на партијата и со одговорните за медиуми и комуникација на партијата. Информацијата за ваков вид соработка за Република ја потврдиле и од ВМРО ДПМН, потенцирајќи дека се горди што соработуваат со личности од ваков калибар. Договорот со споменатите е транспарентен и објавен на Американското министерство за правда, што значи дека е согласно законите на двете земји и има одобрување за негово спроведување, пишува Република. За подсетување пак, како што претходно објавија медиумите, СДСМ ги користи услугите на српската агенција Рускини Ханд, зад која стојат повеќе афери во Србија. Во српската јавност оваа агенција е оценета како продавач на скапа магла. Во биографијата на српската агенција од областа на политичките кампањи е забележена само соработка со политички партии во Црна Гора.